Родителите на загинатите во трагедијата во клубот Пулс јавно реагираа до јавното обвинителство поради тоа што обвинети остваруваат средби со оштетени лица, со што можат директно да влијаат врз постапката. Во обраќањето на 29 март за ангелите, што се одржа во Кочани, родителите нагласија дека имаат докази за своите тврдења, зашто и јавноста била сведок. Пред точно 3 недели до вашата институција доставивме доказен материјал, фотографии и видеа кои јасно покажуваат како осомничениот, поранешниот градоначалник Радко Димитровски и оштетеното лице седат заедно, со што е прекршена мерката на предпазливост. И покрај тоа, 3 недели подоцна, се уште немаме никаков одговор, ниту реакција, ниту преземена мерка, ниту барем знак дека некој воопшто се грижи за вистината и за правдата на нашите деца. А денес повторно поднесовме нов доказ, фотографија и информација за нова средба. Овој пат помеѓу осомничениот градежен инспектор Николчо Гоцев и оштетеното лице. Овој настан сериозно не загрижува, бидејќи представува уште едно прекршување на мерките и создава реална опасност да се влијае врз сведоците и оштетените, да се создаде притисок и страв и да се загрози целата постапка и незината правичност. Кога се случи оваа трагедија, ни беше ветено дека обвинителството ќе стои зад нас, дека ќе бидеме заедно во борбата за вистината и правдата. Но денес, со болка, мораме да признаеме дека таа поддршка ја нема. Се повеќе се сомневаме дека некој, наместо да ги гони сторителите, се обидува да ги заштити. Ако во рокот една недела не добиеме јасен и конкретен одговор за преземените мерки, подоставените докази, родителите се подготвени да преземат посилни јавни и организирани акции. Тоа значи интензивирање на мирните активности, организирани маршеви, јавни собири и собрања и други видови мирни, енергични мерки за да ја побараме правдата што ни следува. Родителите нагласија дека никогаш не барале насилство, туку инсистираат на мирни и законски начини за изразување на незадоволството. Затоа јавно ги повикаа правосудните органи да постапат по доставените докази и да не дозволат незаинтересираноста или молкот да придонесат мирните маршеви да прераснат во масовни протести и блокади. 29 марш за ангелите се одвиваше по вообичаената рута од паркот на Револуцијата кон Трговскиот центар и управата за јавни приходи, а оттаму пред полициската станица во Кочани. На кружниот тек кај двојниот мост имаше 10-минутна блокада на сообраќајот, пошто колоната проложи кон основниот суд и јавното обвинителство, а заврши на почетната позиција. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.